Sur le pont d'Avignon, l'on y danse sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond. Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, l'on y danse sur le pont d'Avignon, l'on y danse tous en rond. Браво! Браво! А сега овој ред може да се сврти кон камерите. Сите да се свртите кон публиката. Кон камерите, така. Може и да се поклоните. Ајде вака едно добар ден. Така и почнуваме со едно свечено, весело и мощно расположено издание на Голем одмор. Спаси, добар ден. Добар ден и од мене за вас, драги мои. Знаете, иако сме денеска 8 мај, ние го одбележуваме 9, се разбира, значи денот на Европа или денот на победата против фашизмот, 9 мај, ден кога се одбележува европскиот идентитет и заложбата за заедништво на сите народи на стариот континент. Токму поради тоа, со низа манифестации, Европа утрешниот ден ќе го одбележи, затоа што точно пред 60 години тогашниот шеф на француската дипломатија Роберт Шуман иницирал обединување на земјите во едно големо семејство, кое на почетокот било Европска заедница, за подоцна да се пременува во Европска унија. Шумановата декларација предвидува создавање на организирана Европа како опција за одржување на мирот меѓу нациите. А еве како ние денешното издание на Голем одмор ќе го посветиме токму на утрешниот ден, 9 мај, денот на Европската унија. Со присуство на овие прекрасни гости имаме и други кои што ни дојдоа од Општинско основно училиште Димитар Миладинов. Брзо мафтајте со рачињата. Кој се деца Димитар Миладинов? Така е. Потоа? Како и Општинско основно училиште Гоце Делчев, општина Центар Скопје. Сега вие не мафтајте. Гоце Делчев нека мафтат. Ама тоа не е се, Спасија, кажете како имаме и специјални гости, тоа музички. Да, музички, драги мои, специјален наш гостин е Мила Цветковиќ, малку подоцна ќе имате можност да ја слушате, но се разбери и речињата од детскиот фестивал Поточиња. И денес имаме телефонски број 5119-859, можете да ни се јавите. Facebook страната Голем одмор на кирилица, ние знаете и се разбира, нашата емисија нема реприза, ние дојдовме до идеално решение. Го имаме сајтот mrt.com.mk. Одите во продукција и си ја гледате репризно емисијата која што си ја сакате, се разбира. А кога веќе зборуваме за програмата, се разбира и ние имаме богата програма и затоа сега ќе ве потсетиме што не смеете да пропуштите. Се известуваат сите ученици и наставници од основно и од средно образование дека Министерството за образование и наука објави јавен повик за доделување на парични награди за освоено прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за надпреварот. На јавниот повик може да се пријават ученици заедно со наставникот кој ги подготвувал за надпреварот, кои освоиле прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки во учебната 2014-2015 година. Под меѓународен надпревар се подразбира надпревар на кој учествуваат ученици од најмалку 10 различни држави. Пријавите може да се доставуваат секој работен ден до Министерството за образование и наука најдоцна до 30 јуни 2015 година. Повеќе информации за јавниот повик, како и за документите кои се потребни за пријавување, може да се најде на веб страницата www.mon.gov.mk. Нема веза, за сежалем, че на којам гледам филма. Ама лектирата не ја знаеш. Ајде ти, Јоване, раскажи ни накратко зашто се работи во Хомеровата Одисеја. Значи, приказната почиња на една планета. На планетата живеат мајмуни. И мајмуните се така многу попаметни и поразвиени од луѓето овдека. И они ќе добијат као еден црн камен, што ги прави уште попаметни.
И со тој камен ќе изградат еден вселенски брод. И со бродот ќе летат и бум! Ќе стигнат 20 години покасно. Шо се смеете си, бе? Имам гледано и филмот, Одисеја 2001. Сета како што кажа дека. Ех, Јоване, филмовите не се книги и не те прават попаметен. Кога ќе почнеш да ги читаш, ќе разбереш. Филмовите не се доволни. Читај повеќе. Сега е време за представување, значи тоа никогаш не го менуваме. Она што е интересно дека Општинското основно училиште Димитар Миладинов, еве, до мојата страна има свој капитен, така ќе го наречам, кој што верувал или не се вика исто така Димитар. Јас имам дури двајца капитени, Тина, Ана и Ева. Силен аплауз за нив. Така е. Ана ќе почне прва. Да не запознае со личната карта на училиште. Верувам дека е чести задоволство да се учи кај вас. Да. Браво. Ајде, повели. Нашето училиште е формирано во октомври 1954 година и тогаш го носело името на народниот херој од НОБ Иво Лола Рибар. Наставата се одвивала во старата зграда на гимназијата Цветан Димов, позната како Машката гимназија. Во првата учебна година имало 639 ученика. Во денешната зграда, училиштето, кое се наоѓа во централното градско подрачје на Скопје, работи од 1960 година. Во март 1994 година се промовираше новото име на училиштето, Димитар Миладинов, според големиот собирач на народни умотворби. Во 1970 и 71 година експериментално е воведена целодневната настава во едно прво оделение, а во 1974 и 75 година целодневната настава е воведена од прво до четврто оделение, со што училиштето се вбројува меѓу првите училишта во Македонија со овој вид на организација на воспитно-образовната работа. И сега Ева ќе ја продолжи приказната. Во пролета 1990 година е формирано училишното еколошко друштво Фиданки, кое реализираше многу активности за развивање на еколошката свест и култура на младите. Во учебната 2004 година и 2005 година почна со реализација проектот за учење на француски јазик од прво оделение, додека во учебната година 2006-2007 почна проектот за учење на руски јазик исто така од прво оделение. Училишната библиотека е формирана во 1958 година. Денес има фонд од околу 14.000 книги. Забната амбуланта во училиштето работи од 1970 година. Сега идеме на Димитар. Димитар, подготвен? Да. Мора да кажеме дека вашето училиште е препознатливо по многу соработки со останати основни училишта и тоа не само од државата, туку и надвор од неа. Повели. Повеќе од 30 години училиштето соработуваше со училишта од СФРЈ кои го носеа името Браќа Рибар. Од Белград, Загреб, Брежице, Осијек, Тузла, Бегеч, Пек, Сеизмовец, селото Бановци. Во 1991 година беше воспоставена соработка со училиште од градот Брасак во Франција. Во периодот од 2004 до 2008 година беше обновена соработката со основните училишта ОУ Кралј Петар I од Белград и ОУ Брежице од Брежице, кој во минатото го носело името Браќа Рибар. Со цел размена на искуства преку проектни активности, дружење и афирмација на македонската традиција и култура, училиштето соработува со училишта од повеќе европски земји: Русија, Турција, Романија, Бугарија, Белгија, Србија, Хрватска и Словенија. Тоа ви зборувавме. Браво, Димитар. Браво, а драги мои, денеска не ја изоставивме нашата креативна работилница. Учениците од основното училиште Димитар Миладинов креираат, ама гледачите не ве гледаат дека вие нешто боите правите. Брзо да ве видам. Така и замислете, вие верувам, драги гледачи, дека не можете да замислите ден без еден ден едно знаме. Се разбира, денеска одвоивме да го видиме знамето на Европската Унија. Веќе знаеме како изгледа знамето на Европската Унија? Да. Видете, го имаме и тука. Тарарадам! Ајде еден аплауз.
еден ден, едно знаме. А јас? Еден ден, едно знаме. Денешното знаме не е на земја, а сепак се вее речиси над сите европски држави. Не му припаѓа само на еден народ, туку ги представува сите заедно. Ова знаме што обединува голем број нации е знамето на Европската Унија. Во 1955 по долги дискусии, Советот на Европа смислил ѕвездите да го представуваат единството на европските држави. Кругот што го формираат ги символизира хармонијата и братството што ги обединува сите земји. Но зошто има 12 звезди? Не затоа што има 12 земји. На почетокот биле само 6, денеска се 25, а утре сигурно ќе бидат уште повеќе. Тогаш зошто? Овој број бил избран едноставно, бидејќи 12 традиционално значи целост, како 12 месеци од годината или 12 удари на полноќ. Значи важна бројка. Од 1955 звезденото знаме било прифатено од сите европски земји, бидејќи станало официјален символ на Европската Унија, на парламентот, а и на сите други институции. На вистина блескава судбина. А ако сакате и вие да заблискате, ве чекаме овде со уште едно знаме. Нешто што не менуваме никогаш време. Ама каде бе у? Si tu e mare sole, tagaman. Si tu e mare sole, no te toca sorebe. Si tu e mare sole, tagaman. Si tu e mare sole, tagadoa. Si tu e mare sole, tagadoa. Si tu e mare sole, no te toca sorebe. Si tu e mare sole, tagadoa. Si tu e mare sole, diura, ura. Si tu e mare sole, diura, ura. Si tu e mare sole, no te toca sorebe. Si tu e mare sole, diura, ura. Ура, оно што го слушавме и тоа на француски јазик, се разбира младите талентирани ученици од Општинско основно училиште Димитар Миладинов во изvedба на Ако го сакаш концето на француски. Уште еден аплауз за вас, браво. А ако го сакате испрашувањето и нашите сезнајковци и квиз, нешто што е стандардно за секој издание на Голем одмор, јас ја имам Сашка, а Спасија кој? Јас ја имам Ива. Аплауз, другари, за Ива! Така е. Време е да почнеме, одиме со првото прашање. Сашка, јас и ти сме први. Сашка, 9 мај се одбележува како? Ден на Европа. Точен одговор. Ива е подготвена, прашање за Ива. Да видиме. Гласи вака, официјалната химна на Европската Унија е? Одај на радоста. Сашка подготвена за уште еден предизвик? Може. Сашка, Европската Унија сочинуваат под А 28 земји членки, Б 18 земји членки и В 38 земји членки. Под А 28 земји членки. Браво. Ајде да видиме четврто прашање за Ива. Со која декларација од 1950 година е означен почетокот на обединувањето на Европа? Шумановата декларација. Браво. Останува последно прашање, барем што се однесува до Сашка. Може ќе бидеме во предност, сега ќе видиме што е Сашка. Твоја должност е да наброиш 3 земји членки на Европската Унија. Данска, Шведска и многу убава држава наречена Франција. За тебе, браво. Браво, истото прашање важи и за Ива, да видиме Ива, само да не ги наброиш сите земји, се разбира. Ќе го погледнеме прашањето или можеш директно да одговориш? Австрија, Германија и Белгија. Така е. Да слушаме аплауз. Браво.
И како рече Сашка, една од поубавите и подрагите земји, барем од членка на Европската Унија, ти е? Франција. Франција, така. А ние во продолжение ќе ве подсетиме како изгледа знамето на оваа земја. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме е на земја од Европската Унија, земја на гастрономијата, на модата и на Ејфеловата кула. Главниот град се вика Париз, токму така, Франција. Потеклото на тробојното знаме не враќа до Француската револуција. На 17 јули 1789 по заземањето на Бастилја, кралот Луј XVI го признал успехот на востанието и отишол во Париското собрание. Таму го пречекала толпа револуционери кои на капите имале закачено сино-црвени звезди, боите на градот Париз. Маркизот Лафајет, командант на националната гарда, му дал на кралот иста таква звезда, на која ја додал бело, символ на кралството. Ја свативте ли пораката? Новата општина Париз го обележала сојузот со кралот. Според Лафајет, оваа тробојна звезда требало да го обиколи светот. Така и било. Всушност, тробојката, што произлегла од звездата, станала символ на револуционерниот идеал. Инспирирала голем број знамиња, како руското, холандското, италијанското, па дури и кубанското. А ако и вас ви инспирираат знамињата, не заборавајте, наскоро нова средба и нова приказна. Јас сум во една исто така многу креативна точка во студиото, тоа значи дека сум во друштво не на една Марија, туку на две Марии, може да ги поздравите гледачите, мал вака поздрав, дозволено. А она што ќе правиме, се разбира, ќе ги цртаме знамињата на земјите членки на Европската Унија. Ама за тоа нешто подоцна, а сега Спасија да ви открие кои се наши специјални гости. Така е, наши специјални гости, драги мои, се мали, а сепак големи звездички, како што најавив на самиот почеток, доаѓаат од детскиот фестивал Поточиње и се викаат Петар и Сара, да ги охрабриме со аплауз. Братче и сестриче се иначе, така? Да, Сара, бидејќи ти си постара, и како е да се настапува со братчето во дует? Убаво и братчето одговара убаво. Земи го микрофонот, Петар, слободно. Како е да се настапува пред голема публика, полна со луѓе? Имавте трема или како? Малку имавме трема, ама во првиот настап имавме, но вториот и третиот не. Петар, што е со тебе? Вака на микрофон, да те чуете. Ништо, он е добар. Така е. Ама не ми се представивте каде учите и кој оделение сте? Јас учам Јувен Лапе и сум 3 оделение. Како е на училиште? Супер е. Имаш некој умилен предмет? Да. Кој? Математика. Вау, математика, браво! Ама Петар не оди на училиште, Петар оди во градинка? Да. Како ти се вика Петар градинката? Бамби. Која наставничка е поубава? Подобра? Светле. Добро. И песничката ви се вика како да чујам? Снегот кога снежи. Сега имаме надвор сонце, ама нели, кога имаме снег го бараме сонцето, кога имаме сонце го бараме снегот, но најчесто вие кога има снег, што правите? Си играме со снегот и правиме снежко. Леле, а дали сега сте подготвени одека кај нас да запеете? Да. Ајде, ќе ви ги зема микрофоните, повелете, сцената е ваша. Аплауз за Петар и Сара.
малку ќе се подкачам, ама Бисера не случајно е висока, тоа значи дека високо, јасно и гласно ќе најавиме нешто за кое што учениците од Општинско основно училиште Гоце Делчев се покажаа мощни и талентирани, но и дадо една супер еко порака, тоа сето се случуваше на денот на планетата Земја. Бисера, јас нема што повеќе да раскажувам, ќе препуштам се на тебе, па еве што ќе им кажеш на гледачите, што се случуваше на денот на планетата Земја? Епа вака, во нашето училиште секоја година организираме еко хепенинг заедно со наставничката по биологија Маја Саридис. Еден голем поздрав до неа. Секако. За денот на планетата Земја, кој се одржува на 22 април под мотото Знаеме, креираме, рециклираме. Во овој хепенинг учествуваше целото училиште. Учениците од прво до четврто деление изработуваа маски од рециклиран материјал. Учениците од пето до девето деление изработуваа екоскулптури, исто така од рециклирачки материјал и воедно учествуваа во еко-квиз на знаење. Имавме жири комисија составена од ученици, наставници и родители кои ги оценуваа изработките. За недобрите се доделуваа дипломи на ниво на оделение. Се одржа и модна ревија Trash Fashion, каде што учениците заедно со наставничката Слободанка Прелоговски и манекенката Ана Коцева изработуваа фустани од рециклирачки материјали. Сега ќе погледнеме дел од модната ревија. Така, оно што е најважно дека во ревијата ќе уживате во текот на цело ова издание, затоа што сме поделени во два дела. Во првиот дел ќе уживате во пораката која што ќе ја пренесат моделите наречени цвеќиња. Одиме со музика, а вие уживате со моделите. Браво! Сега е време за нашата работилница, драги мои. Ајде да подиспрашам. Овие се мали ученици, прво деление сте, така? Да. Сите во еден глас да ми велат. На кое знаме работиш ти? Но, пред да ги испрашам, морам да ви кажам дека телефонскиот број мора да се испише 51198559. Ве чекаме да се јавите и да си поразговарате заедно со нас, и ние со вас се разбира. Ајде да видиме, повели микрофон. Можеш да го земеш? Да. На кое знаме работеше ти? Се уште работиш, нели? Италија. Италија. Можеш ли ми кажеш на француски како се вика зелена боја? Веа. Црвена? Како беше? Руж, така. А бела? Блон. Браво! Ајде да видам следно знаме. Ова е знамето на Полска. Кој бои ги содржи знамето на Полска? Руж и блон. Така. Ако те прашам како се викаш, а ти треба да ми одговориш на француски, како ќе биде тоа? Je m'appelle Александра. Браво за Александра. Така е. На кое знаме работеше ти? На знамето Шведска. Кој бој ги има ова знаме? Ама на француски не ми кажеш. Жолтата како беше на француски? Жол. Така? Жол. Да, а сината? Бла. Ете така, си знаат се. На кое знаме работиш ти? На Турција. На Турција. Знамето на Турција го има кој бој? Руж и... И... Блу. Блу. Така е.
А цела моја екипа стана, ќе ги замолам да седнат, нели да, и да го вклучиме гледачот. Добар ден и здраво. Ајде сите да му кажеме на нашиот прв гледач. Добро, ајде, ќе продолжиме понатаму од оваа страна на ама не го слушаме гледачот. Добар ден, кој ни се јавува? Добар ден. Кој е со нас? Јана. Јана, од каде ни се јавуваш? Од Скопје. Каде учиш, во кое училиште, Јана? Сите ќе ви има на камера, не се буткајте. Во Крсте Бисерков. Како е на училиште? Супер. Кажи ми, сите петки? Да. Како ти се допаѓаат овие ученици, нашите гости? Од основното училиште Димитар Миладинов се разбери учениците од основното училиште Гоце Делчев? Одлични се. Одлични. Има нешто што посебно ти се допадна денес? Па, модната ревија. Модната ревија, браво! Добро, имаш некоја порака за нашите гледачи? Може би? Па, да продолжат така. Така, а дали имаме некој прашање за гледачката? Наша? Дали изучува француски јазик на училиште, може? Да. Така, тоа ќе ја прашаме, гледај таму право да те видат. Си исклучи нашиот гледач или? Си исклучи или се уште на линија? Го имаме или го немаме? Добро, продолжуваме ние понатаму од оваа страна на работилницата. Можеш да прекинеш сега со работа, да го земеш нашиот микрофон и да кажеш на кое знаме работеше ти. Германија. Така е, кој бој ги има Германија? Како беше жолта, да му помогнеме, како се вика жолта на француски, сите во еден глас да чујам. Жол. Така е, црна? Ла. А црвена? Руж. Браво е, браво. Одиме понатаму. Работеше на француското знаме, имавме пред малку и можност да го видиме во нашиот прилог, се разбира. Ќе ги кажеме боите? Да. Ајде. Блeu, blanc et rouge. Како се вика? Браво! А само прво деление се, драги мои. Како се вика слон на француски? Елефант. Пеперутка? Папион. Леле, браво! Браво! Се си знаат. Да видиме, подај му го микрофонот и да видиме на кое знаме работеше ти. Како беше? Ајде да кажеме чешка. А кој бој ги има ова знаме? Така, чешка. Кој бој ги има знамето, да кажеме? Руж. Така. Блeu. И блу. Браво! Продолжуваме понатаму, драги мои, уште една земја членка, тоа е Хрватска, да го погледнеме незиното знаме. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме на една земја од Европската Унија. Кој ти кажам дека по еден нејзин регион е наречено едно бело куче со црни дамки? Кучето е далматинец, регионот е Далмација, земјата е. Да, тоа е Хрватска. Хрватите, како и многу европски народи, решили да си го украсат знамето со трите бои на француската револуција: сина, бела и црвена. Трите бои ги представуваат и трите главни региони во земјата. Региони има и во центарот на знамето. Бидејќи над грбот во центарот се наоѓаат грбовите на уште 5 хрватски региони. Следете ме, почнуваме. Првиот меч е со звезданат сребрен крст, и тоа е Илирија. Вториот е со 2 црвени ленти на сина основа, и тоа е Дубровник. Третиот е со 3 леопарди со златни круни за Далмација. На четвртиот е нацртана златна коза на сина основа за Истра. На петиот има звезданат куна во чест на Славонија, а целината го символизира единството на Хрватска. Сега, кога знаеш и ти, се гледаме наскоро со ново знаме. И, драги мои, сега останува да ви кажам дека имам уште еден специјален гостин. Тоа е една млада, талентирана дама, талентирана во сите сфери, и во танцот, но она што изненадува дека овој пат ќе се представи во тоа колку е талентирана гласовно, односно, Мила, здраво, па тебе те бива и за соло пење. Како си? Добро. Да, но не случајно си тука, затоа што ти си жив доказ дека преку уметноста и преку пењето најразлични
песни кои што не се на македонски јазик, може да се научи некој јазик. Овој пат ја избра која песна? Je veux од Заз. Од Заз. Je veux од Заз, значи е француска, а тоа веќе не е толку, се надевам, лесно како на англиски, бидејќи ти учиш англиски или учиш можеби француски? Учам англиски. Учиш англиски. Па како се одлучи за оваа песна? Татко ми сакаше да научи нова песна да свири на гитара и ја најде живу и мене многу ми се допадна и почнав да ја слушам и ја научив. Така. Дали беше тешко или лесно да се совлада францускиот јазик во песната? И тешко и лесно. Да. Дали тоа значи дека ти најлесно учиш јазици кога ги пееш песните на одреден јазик? Да. Да? За англиски да не прашувам. Совршено. Да. Мила Цветковиќ, ти танцуваш и пееш, дали можеби после овој настап ќе се предомислиш па ќе се посветиш на пеењето? Или ќе комбинираш? Се. А за да не зборуваме премногу, Мила е тука и само јас можам да ви порачам, уживајте во она што ќе го чуете. Chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, je ferai quoi, ouvre-moi du personnel, je ferai quoi, ramène-moi un Neuchâtel, c'est pas pour moi, ouvre-moi des coups de feuille, je ferai quoi, je veux l'amour, la joie, et la bonne humeur, c'est pas autre jour, c'est pas pour bonheur. Moi je veux trouver le monde sur le cœur, allô, ensemble d'éprouver au ma liberté, oublier tout cliché, et à me vivre ma réalité. J'en veux m'en pour mon année, c'est fou pour moi, je n'ai guina, et j'ai qu'un sage, pas un nom, mais je chevauche, excusez-moi. D'aimer les papis et moi, je peux cancel la jolie, only love, quoi. Regarde-moi, tu peux m'aimer les jolis, j'ai qu'un sage, j'ai qu'un sage. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas autre jour qui fera vos bonheur. Moi je veux trouver la main sur le cœur, allô, ensemble découvrir ma liberté, oublier tout cliché, y'a me vivre ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre jour qui fera vos bonheurs. Moi je veux trouver le monde sur le cœur, allô, ensemble découvrir ma liberté, oublier tout vos clichés, et à me vivre ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre jour qui fera vos bonheur. Moi je veux trouver le monde sur le cœur, allô, ensemble découvrir ma liberté, oublier tout cliché, et à me vivre ma réalité.
Представа за секое дете во театарот за деца и младинци на 7 мај во четврток во 19 часот. Не пропуштајте да ја погледнете бајката за царот Нај. Во петок на 8 мај во 19 часот можете да уживате во авантурите на Пипи долгиот чорап. Представата Пат околу светот на репертуарот е во сабота на 9 во 19 часот. А најмладата публика ќе се дружи со Лакомата Меца во недела на 10 мај во 12 часот и 30 минути. Посетете ја веб страницата на Театарот за деца и младенци и од дома резервирајте и купете билети за представа. Ова е нивниот мал и шарен свет, а во него тие се малите куклички кои ги остваруваат нивните забавни авантури. Драги дечиња, ке ги запознаете малите и сладки Лалалупси во новата цртана серија. Лалалупси. Добар ден ви посака учениците од Основното училиште Димитар Миладинов. Дечки, се во ред, седнете на своите места, ќе ја повикаме Тина. Тина! Еве ме, јас повторно сум во онаа работилница која што на почеток ви ја најавив. Составена е од една и уште една Марија, значи вкупно 2 Марии кои што ни доаѓаат од Општинско основно училиште Гоце Делчев, а она на што работат се разбира во моментот е цртаат знамиња. А она што е најважно се разбира е дека прво вас ке ве подготвам, драги гледачи, на 51195859 да бидете подготвени, нешто подоцна ке ве вклучиме, а на Марија ке врачиме микрофон, бидејќи треба да се пофалат всушност што се случуваше на денот на планетата Земја, барем кога прославувавте. Дали тоа значи дека вие кога сте талентирани, вашата креативност ја пренесувате и во такви настани во училиштето? Да, секако. Најбитно е да кажам, бидејќи многу се ѕидовите во нашето училиште, скоро сите се украсени со големи цртежи. Така, тоа значи штом ги спомнат ЗИДовите во вашето училиште, ќе потсетам уште еднаш, бараме фотографии, каде што ќе можеме конкретно заедно со Марија да ви раскажеме за што всушност зборуваме. Еве, ова е процесот на кој што почнавте со работа, предпоставувам. Марија, да, секако голем поздрав до наставничката Маја по биологија, Маја Саридис, бидејќи она ни беше најголема мотиваторка за ова да го сториме, најголема поддршка ни даде и најголема помош од неа. Целото тоа боење на ЗИДовите позитивно влијаеше на сите нас, бидејќи, еве, например, кој да поминеше, се поздравува, се прашува што правиме, децата позитивно влијаат на тоа, музика слушаме, шарени бои, самите тие цвеќиња, еколошки работи, природ. Та оно што е интересно дека вие буквално ги разубавевте ЗИДовите и ги освеживте во вашето училиште, но со самото тоа и пренесувате постојано порака. Да, пораки на ЗИДовите. Така, која е единствената порака кога веќе вака украсуваме? Имаме, верувам, една единствена еко порака. Па, најважно е да се рециклира и да се грижиме за планетата, и она ќе се грижи за нас. Така, Марија, ова го правите вие дома? Дома јас се уште немам пробано, но имам многу мои другарки кои имат пробано. Така, еве јас те охрабрувам. Или можеби ќе ми искараат твоите. А она што е најважно е кога ќе вклучиме во моментот гледач, сите заедно можеме да бидеме исправени и подготвени да кажеме едно најсилно добар ден. Договорено? 3-4. Не е најсилно, но е јасно добар ден, што значи дали веќе имаме гледач на линија. Здраво. А здраво ако кажеме, ајде здраво погласно. Здраво! Ова мора да го слушнете. Дали успешно ќе се конектираме со гледачот? Здраво!
Здрава, Михаела имате. Еве, Михаела, јас најчесто нарекувам Михаела на Спасија. Михаела, како си? Добра. Добре, како ти се допаѓа ова денешно издание посветено на утрешниот ден, 9 мај, денот на Европската Унија? Како ти се допаѓа денешното издание на Голем? Убаво. Убаво. И што ти беше најубаво? Еве, дали имаш нешто што ќе издвоиш? Да, мојот Петар е мој другар од градинка. Кој ти е другар од градинка? Петар. Петар, кој е Петар? Каде е Петар? Седи на трибините или може би во работилница? Еве го Петар од Поточиња. Од Поточиња, Петар. Ова е Петар од Поточиња. Ама тој е другар на Михаела, така ли е Михаела? Да. Да, браво! Петар, дојди кај мене. Петар, дојди ваму кај Тина. Оди кај Тина брзо. Дојди Петар, ваму сум. Еве го Петар, еве го микрофонот. Не сте се виделе од градинка, значи како ќе ја поздрави сега Михаела? Ја паметиш ти Михаела? Овака прави. Михаела, ти што ќе му кажеш на Петар? Исчезна Михаела? Михаела? Еве го Петар. Многу добро пее. Многу убаво пееш, браво! Ова е фантастично, што значи дека сега е време да ја најавиме и Спасија. Спасија е во друштво, Михаела, браво и фала што ни се јави. Јас сум во друштво на уште едно девојче, тоа е низиното име е Дора, која што и таа знае многу убаво да пее, драги мои, има и чадорче, бидејќи песната носи наслов како, да кажеме, прво малку ќе поразговараме, потоа ќе играме и ќе пееме. Она се намести, добро, тоа е многу важно. Кажи ми, каде учиш и кој оделение си? Јас учам во Кузмин Шапкарев и сум прво оделение. Прво оделение, како е на училиште? Супер. Имаш една или две наставнички? Еден наставник и една наставница. Браво. А како беше да се настапува на детскиот фестивал Поточиња? Супер. Публиката вака кога ја виде, имаше ли трема или пееше од душа за нив? Не, немав трема. Немаш никаква трема? Никаква. А што правиш најчесто кога врне? Па, не знам, седам дома и си играм, го чувам брат ми. Браво! Или аплауз да чујам за Дора? Или може би си ја пушташ твојата песна Чадорче и пееш? Не. Не? Ама сега овде кај нас си расположено да ни запееш? Да. Може? Да. Уште еден аплауз за Дора, драги мои. Да си
Еде сега е она време кое што ќе го искористиме да ве потсетиме дека можеби она што го одбележисте ова денешно издание на Голем одмор е екопораката, односно пораката за чиста и животна средина, која што учениците од Општинско основно училиште Гоце Делчев на многу интересен начин ја пренесоа на денот на планетата Земја. Јас сум во друштво на Мина, време е да ви откриеме што ќе се случува во вториот ден од оваа екомодна ревија. Па Мина како мајка Земја ќе ни представи што ќе видиме, во што ќе уживаат гледачите. Во вториот дел од модната ревија, нашите манекенки ќе ги представат континентите Азија, Африка, Европа, Северна Америка, Австралија и Антарктик. Тоа значи дека сите континенти ти припаѓаат тебе, бидејќи ти си во креација на планетата Земја. Одиме, Мина, прво со кој континент ќе почнеме? Најпрво ќе почне континентот Азија. Почнуваме музика од Азија. Конечно, сега е време Спасија, ние сме подготвени, секој своето знаме, да видиме кое знаме го подготвивме. Чиво беше ова знаме? Филип, дојди. Значи, секој со своето знаме тука ќе застане до нас, бидејќи конечно ќе формираме една интересна линија со која што ќе презентираме. Еве, може и од места. Така, можете и од место, ако ги... Еве, Филип, повели. А ти во чијо друштво си? Па нека ни каже самиот, нека се представи. Како се викаш? Јас се викам Андреј. Андреј, и ти си прво оделение во основно училиште? Да. И како е на училиште? Добро. Добро, а сега ти на во чије друштво си ти? Јас сум во друштво повторно на двете Мари, значи она што проговоривме за порајките на ѕидовите, екопорајките на ѕидовите во Општинското основно училиште Гоце Делчев, а сега е време Марија да ни открие што носиш ти во своето срце. Моето срце насликано на овој мојот цртеж стои знамето всушност на Европа. Така, на Европската унија. На Европската. Марија, ти беше задолжена за многу знамења? Ова се повеќето знамења од Европската унија, ова означува единство меѓу земјите и заедно соработка. Омилено знаме? Твое лично? Не знам, сите се добри. Сите се добри, така е, сите се добри. Аплауз за Марија. И Марија. Драга моја Тина, ние полека, но сигурно дојдовме до крајот на денешната емисија. Можеш да дојдеш овдека централно, да се одјавиме и да им кажеме. Прво ќе кажеш ти на сите гледачи како се вика довидување на француски. Овуа. Ама малку подаш. Ајде сите да ве чуем, довидување. Ете така. А како тоа звучи на македонски да ве слушнам, довидување? Посилно! Довидување и не заборавајте, во понеделник повторно сме заедно јас и Спасија и се разбира со нови содржини. А вам ви посекуваме убав викенд и за крај се разбира за мечето, драги мои, мечето, едно мече шарено. А пее Мила Ставревска, уживајте. Убав викенд, довидување.
igračka draga, plišano meče, so nego spijam se koja večer. Malo je šareno i se kogaš nasmejano, milo je i mekičko, za guškanje sozdadeno. Malo je šareno i se kogaš nasmejano, milo je i mekičko, za guškanje sozdadeno. Moje to malo meče šareno. Kutija stara, sočuna šara.